Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот Доротеј епископ Тирски и блажениот Константин митрополит Киевски. Свештеномаченикот Доротеј епископ Тирски бил епископ Тирски од времето на Диоклицијан, па се до времето на Јулијан Отстапникот, под кој бил намачен и пострадал за Христовата вера. Живеел на земјата 107 години. Угодувајќи му на Бога, се преселил во вечниот живот во 361 година. Бил многу учен маж, напишал многу поучни дела на грчки и на латински јазик. Особено е позната неговата грчко-латинска синтагма. Блажениот Константин митрополит Киевски. Во деновите на блажениот кнез Игор, кога имало голема збрка меѓу руските кнезови и во црквата имало нереди и чести промени на архиерејскиот престол. Така, по смртта на митрополитот Киевски Михаил, кнезот Изјаслав довел за митрополит некој учен монах Клима, не барајки при тоа благослов од патриархот Цариградски, спротивно на древниот обичај. Тогаш патриархот го испратил овој митрополит Константин да ја извиди работата. Константин го симнал Клима и ги отстранил од црквата сите клирици кои тој ги ракоположил. Поради тоа народот се поделил. Едни се држеле до Клима, а други до Константина. Тогаш, по желба на руските кнезови, патриархот испратил трет, некој Теодор, а Клима и Константин ги отстранил. Кога умрел Константин, во 1159 година го отвориле неговиот тестамент, во кој тој заколнал да не го погребуваат, туку да го фрлат во полето за кучиња да го изедат, бидејќи тој се смета себе си за виновник за збрката во црквата. Не смејќи да се оглушат на заветот, но сепак со голем ужас, луѓето го зеле телото на митрополитот и го фрлиле во полето, каде што лежело 3 дни. Тие 3 дни страшно грмело над Киев, молњи светкале, громови удирале и земјата се тресела. 8 луѓе загинале од гром. Над мртвото тело на Константин се појавиле 3 огнени столба. Видувајќи го ова, кнезот Киевски наредил да го зеле телото и честно го погребале во црквата каде што бил и гробот на Игор. И веднаш потоа се смирила природата. Така Бог го оправдал смирениот слуга свој. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочну и
Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен